Сакам да ви порачам дека во престојниот период наш фокус ќе бидат младите во Република Македонија. Јас останав многу рано без родител, без татко. Меѓутоа, и покрај тоа што бев упорен, морав во исто време и да работам и да студирам. Бев и болничар, бев и разнесувач. Меѓутоа, успеав да завршам факултет. Потоа се определив за наука. Успеав да се пробијам во животот без ничија подршка и еве денеска гордо стојам пред вас овде барајќи ја вашата подршка. Сакам да ве охрабрам. Верувајте во себе, верувајте во Македонија. Да се откажеме од овие лажни вредности кои што се пресликани во едно парче хартија што се вика партиска книшка. Ајде да почнеме да веруваме во нови вредности. Ајде да веруваме во квалитетот. Немојте како млади луѓе да сонувате да работите само во јавната администрација. Таа е преполнета, таа е тешкиот камен врзан за Република Македонија, кој што не ни дозволува да одиме напред. Ајде да ги отвориме вентилите за вашата предприемачка способност, за вашите способности и да почнеме да создаваме работни места. Ајде да видиме дали можеме да бидеме конкурентни со странските инвеститори, затоа што мислам дека премногу ги привилегиравме овие години. Ајде да пробаме да си ги поттикнеме домашните компании да отвараат работни места. Ајде да им помогнеме да си ги пласираме македонските производи. Ајде така да пробаме да создаваме работни места. Почитувани пријатели, како што гледате на овие председателски парламентарни избори, граѓанската опција за Македонија со своите коалициони партнери излеговме со цел на ова атлетска стаза и ние да трчаме да има место и за нас, како што има и за нив. Наша цел не е да ги влечеме за ракав или пак да ги сопнуваме. Наша цел е само да трчаме рамо до рамо со нив. Ако не можеме да ги стасаме, барем да знаат дека некој им трча зад петиците. Ние се бориме да победиме. Јас не знам дали ќе победиме, но најбитно е што се бориме да победиме. И нам ни е најбитно што само за 6 месеца веќе не споредуваат со големите политички партии. И ние сме подготвени во таа битка да истраеме до крај. Но во исто време да им кажеме на сите оние што ни се закануваат, што ни претат, што ни кршат штабови, шофершајбни и така натаму. Кршете, нема проблем. Се гром ке издржи. Ама вие ке се ги скршите забите на 13 и на 27. Тогаш е судниот ден на кршење. Можеш да кршиш се што сакаш, ама најмногу те боли кога забите ке се ги скршиш. И нема проблем. Ние од гром не сме плачковци, не алармираме јавност, но само сакаме да знаат дека не се плашиме од никого, дека имаме сила да се спротиставиме и имаме сила во исто време да се бориме за позитивни проекти и да го водиме народот напред. И сосема е нормално да има и политички конкуренти, а јас би рекол, ние не сакаме политички непријатели, ние сакаме само заеднички да се бориме во оваа председателска кампања и во исто време парламентарна кампања. Дали сте храбри? Јас храброста ја црпам од вашата енергија. Храбар човек, горда држава. Зоран Поповски за председател. Храбро за Македонија. За окружи 4.